Европската комисија оцени високо ниво на напредок на царинската управа, со зголемени приходи и подобрени системи за контрола и разузнавање. Усвоени се нови стратегии за развој, интегритет и борба против корупција. Забележан е раст на заплени и значителен напредок во усогласување на информациско-комуникациските технолошки системи со Европската унија. Истакната е и регионалната соработка со Црна Гора за побрза и посигурна трговија. Министерот за надворешни работи и надворешна трговија, Тимчо Муцунски, изјави дека надворешната политика и регионалната соработка се највисоко оценети во извештајот на Европската комисија. Тој порача дека државата ќе работи на подобрување на владеењето на правото и повика на политичко обединување за напредок кон Европската унија. Муцунски најави и протокол за бесплатен роаминг до 2026 година и истакна дека интеграциите мора да продолжат со предвидливост, без прифаќање решенија по секоја цена. Европската комисија оцени дека Црна Гора постигнала најголем напредок во евроинтеграциите и би можела да ги заврши преговорите до 2026 ако го задржи темпото на реформи. Потребни се резултати во владеење на правото и борба против корупцијата. Владата верува дека земјата може да стане членка до 2028 година, а ЕУ предупредува на пробен рок за новите членки за да се спречат ризици за Унијата. Словачкиот председател Пелегрини ја поздрави можноста земјата да увезува газ преку Полска како замена за рускиот. Со полскиот председател Навроцки договорија дека поврзувањето на гасните мрежи може да донесе диверзификација, ако цените бидат прифатливи. Полска планира да стане центар за снабдување со американски течен газ, а двете држави имаат усогласени позиции за миграција и безбедност во НАТО. Поради најдолгата блокада на владата во историјата, американскиот министер за транспорт најави намалување на авиосообраќајот за 10% на 40 големи аеродроми. Илјадници контролори и службеници работат без плата, а веќе се одложени десетици илјади летови, погодени се над 3 милиони патници. Намалувањата ќе се зголемуваат постепено, а меѓународните летови засега нема да бидат засегнати. Јапонија и САД ќе соработуваат во развојот на наоѓалишта на ретки земни метали во близина на островот Минамиторишима. Студиите покажуваат дека морското дно содржи големи количини минерали, меѓу кои кобалт и никел. Во 2026 се планираат тестови за нивна екстракција од длабочина од околу 6000 метри, со цел обезбедување сигурни и диверзифицирани извори на стратешки суровини. Филипинскиот председател Маркос прогласи вонредна состојба по тајфунот Калмајги, кој однесе најмалку 114 животи и остави над 100 лица исчезнати, најмногу во провинцијата Себу. Околу 2 милиони луѓе се погодени, а над 560.000 се раселени. Мерката ќе овозможи побрза испорака на помош, контрола на цените и спречување недостиг на храна. Под влијание на серија влажни воздушни бранови од денес во вечерните часови до понеделник следува период на променливо облачно време со повремени локални врнежи од дожд. Како што информираат од управата за хидрометеоролошки работи, наместа врнежите ќе бидат поројни и пообилни и во текот на 24 часа се очекува да наврнат на 30 литри на квадратен метар дожд. И во Скопје од денес во вечерните часови до понеделник има повремени врнежи од дожд, кои во делови од котлината повремено ќе бидат поројни и пообилни.